Добар ден, почитувани гледачи. Ние се враќаме повторно втор блок отворено студио 1, 15 часот и 20 минути. Наш денешен гостин е Цвета Динева, нутриционист. Ќе разговараме на една навистина интересна тема, тоа е дека последните статистики покажуваат истражувања дека всушност лошата исхрана е поголем убиец од пушењето. Меѓутоа, најпрвен добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Темата секогаш актуелна, секојдневна и веќе треба конечно да се свати. Секој знае дека пушењето е штетно, заради тоа и тоа. Секој знае дека предозиран алкохол е штетен и така натаму, да не зборувам дрога и понатаму. Но, за жал, луѓето не ја сваќаат сериозноста на хемијата што ја внесуваат во уста во вид на некаква храна. Тоа може буквално да ни убие или да не држи во една топ состојба. Значи, ние сме тоа што јадеме. Многу било одамна кажано и на вистина таа реченица држи многу. Затоа што јас по својот случај, по својот организам си знам, до пред 20 години, кога јас се хранев, како да кажам така, секојдневно, како секој еден сега што се храни, иако, да речеме, не сум јадела многу нездрава храна, но јас бев навистина исцрпен, иако бев 20 години помлада од сега. Значи, мајка на 3 деца, што барат енергија, трпение, нерви, да избуткаш себе си, да се буткаш во животот, децата да буткаш семејство, да држиш и така натаму. Јас тоа не можев да го туркам така добро, затоа што нон-стоп има вртоглавици, нон-стоп има отечено колено, ревматични болки во рамениците, хипертензија, боли глава и така натаму. И јас не бев свесна тогаш дека тоа самата себе си го правам со она што го ставам во уста во секојдневието. Откако почнав да се бавам со диететиката или нутриционизмот, јас полека ден за ден сваќав колку промената на исхраната значи многу. Морам да бидам искрена, јас моментот на подобрување на сопственото здравје со исхраната го видов и пред да почнам ова да го работам, кога држев пости. Многу одамна постам. Кога јас ке почнев да постам, за 4-5 дена, првично ми беше лошо првите денови од постот, тоа е детоксот всушност, потоа ми беше се полесно, притисокот се средуваше и вртоглавиците ми се намалува. Значи, имав евидентно подобрување на собствената состојба здравствена. А како почнав веќе и со оваа проблематика да се занимавам, еве, скоро 20 години, до ден денес веќе мене ми е јасно. Јас сега велам на некои од моите членки кога ќе дојдат правиме интервју. Вика, јадам салами, јадам наутро маргарин со бел леб, со сирење, со кашкавали, пијам млеко и така натаму. И викам, слушај, јас сега да се хранам како тебе. Само 7-8 дена јас ќе се најдам на Карил. Директно на Карил, на клиника. Се шегувам малку, меѓутоа вистината е дека на вистина ние сме тоа што јадеме. Еднаш за секој пат треба да сватиме и сите истражувања научни покажаат дека луѓето се разболуваат низ уста. Хипократ што рекол? Нека храната ви биде лек и лек нека ви биде храната. Тој не лекувал со антибиотици, со хемотерапии, со кортикотерапии, значи ги лекувал луѓето со храна. Сериозноста на храната е многу голема. За жал, луѓето не го сваќаат тоа. Девојки што сакаат да ослабат или момчиња, одат на диети, пошто, зошто да се ослабе. Па дали е тоа здраво или не е здраво, не ги интересира, а последиците се после тоа многу големи, за жал. Госпоѓа Динева, младите, новите генерации кои што доаѓаат водат се по-нездрав и по-нездрав живот, секако и многу малку, можеби воопшто не обрнуваат внимание на здравата исхрана. Споменавте, може ли да кажеме што може и што треба да се внесува на дневна база, што треба да се одбегнува? Така. Прво да кажам така, животот на младите за жал е многу сега извитоперен. Во која смисла? Значи, човекот е имаме ден и ноќ, така, тоа Господ природата кој како љуби да каже, нека каже. Меѓутоа се знае, ноќе треба организмот да одмара,
дење да функционира, да работи, да едноставно да живее. Сега, што се случува во нашата држава, тоа се случува. Немој да мислите дека во другите држави се случува тоа. Младите излегуваат во 10-11. Во истото тоа време, да не зборуваме до некаде 1 саат од 2 после полноќ се прибираат дома. Ајде што не одат во кревет кога треба да се организмот да одмара. Значи, од 10 часот навечер до 2 наутро, лачиме еден многу важен хормон мелатонин, хормон на сонот. И ти денес скокаш не го лачиш, утре скокаш не го лачиш и така натаму. И недостиг на мелатонин нормално прави тотален, комплетен хормонален дисбаланс во целото тело на младиот човек или на возрастен, како веќе, кој како да е. И сега јас кога првично давам програма за исхрана, стои на наслов горе, најкасно 22 до 23 часот во кревет, цртичка без телефон. Многу е важен и тој момент. Ова делува как шеговито, меѓутоа е многу сериозно. Затоа што и како е потребен биоритамот на нашето тело да се почитува. Значи, прво е тоа многу битно. Сега, јас разбирам за викенд да се излезе и да се изместат овие сати на одмори, на станување и така натаму. Но не може тоа да биде секој ден за ден и да очекуваме дека ќе имаме организам кој е здрав, не само физички, ментално здрав, кој е смирен, кој нема знаци веќе на неурози, утре задутре и депресии и така натаму. Баш гледав вчера емисијата за депресии. Храната игра огромна улога во создавање на депресија кај младите луѓе, затоа што се покажа и докажа дека кандидата е таа што е база меѓу другото и за депресија, а таа пак е еволуирана заради нездрав начин на исхрана, предоминација на белите храни, белиот шеќер, белото млеко, белото брашно, белата сол. Денот треба да се почне здраво. Здраво, еве јас како го почнувам денот и така препорачувам на сите. Секој ден го почнувам со вода, нели прво што вода да имаме во студио и така, како и да е, значи вода, најнормална вода на собна температура, има варијанти, млака вода, сиси вода и така натаму, но доволно е чаша вода со 2-3 капки лимон или без тоа, и јас го почувам моето утро со водата и 2 јаболка ми се уште јаболката ми се примарно во овој период, а кога ќе се додат природните јаготки и цреши, за црешите да не правам муавет колку ги обожувам да речам, како и смоквата свежа. И значи овошје јадам. Значи јадам во овошје. Тој што не го сака овошјето, треба како и да е да внесе овошје барем преку блендиран сок, да не биде цеден, затоа што во цедењето се отфрла она што е многу важно. Значи тука се влакната во кои сме во недостиг цело време. Тука се фибрите, целулозните влакна кои се многу важни за работа на дебелото црево. Од дебелото црево, ако е здраво, и ние сме здрави. Ако тоа не е здраво, него нешто му е не во ред, тогаш и нашиот цел организам пати. Затоа, кога држам и предавање, велам следно. Треба да следите редовна столица да имате на дневно ниво и тоа 2 до 3 пати на ден, а не еднаш во 2-3 дена. Значи, индикација на здраво тело, не интоксицирано, односно тело што е свежо, здраво, е столица на дневно ниво да има од 2 до 3 пати. А за да биде тоа, така ни требаат фибрите. А ги има највеќе во јаболкото, во овошјата, впрочем, што ги користиме. Покрај овошјето и водата наутро си пијам едно тенко кафенце, превриено тетово да се види, и потоа одам на работа, продолжувам со јадење овошје, пиење вода до 1,5-2 сатот. После тоа знам да продолжам со овошје до вечерта или да одам некаде до дома на нешто лесно, сега постам без зетин, така да се чувствувам, мислам, ке полетам од енергија и од она колку на вистина се чувствувам прекрасно опуштено и тоа е тоа. Например, ви текнало ли во моментот да ви се пријаде пица и како реагирате во тој? Пица не ми текнува да јадам. Некој друг вид на нездраво? Пита да речеме. Добро. Ке ми текне за пита. Не, кога постам не ми текнува за ништо, да бидам искрено, се за тоа што треба. Како и да е, може бе душа се да се јаде. Ама дозволи телото да го чистиш на дневно ниво. Јас имам една своја формула, многу ми не ја знаат, ќе ја повторам и сега во вашето во оваа емисија во вашето студио. Ја викам, влези во возот
и пријатно и долго ќе патуваш во животот. Што значи воз? В, вода, О, овошје, З, зеленчук. Секој ден вода, секој ден овошје се мисли свежо, секој ден зеленчук се мисли свеж. Болестите бегаат од нас. Ние нема да бидеме болни ако секој ден овие три нешта ги имплементираме во секојдневната исхрана. Ама секој треба да си знае каде му е местото. Не може хаотично ние нив да ги користиме. Јас можам да јадам варени брокули секој ден, боранија само да јадам, да бидам типичен вегетаријанец. Ако не јадам свежо, пак не сум постигнала апсолутно ништо. Зошто? Нашето тело по основа на клетка на крв е 80% база, алкално. Алкалното е де факто само во нешто што има до 40 степени Целзиусови температура. Значи, термички необработено. И им велам кога пак ќе речам држам предавање. Кој од вас денес изеде 80% свежо? Никој апсолутно. Дури некој воопшто не јаде свежо. Да кажеме, јас можеби секој ден не јадам 80% свежо, но имам денови кога сум само на свежа храна, а во оние другите денови секако секој пат сум над тие 5-60% свежа храна, што овошје, што зеленчук. Лесно се постигнува тоа, толку е едноставно да се биде здрав, јас не можам да опишам колку тоа е просто и едноставно. Меѓутоа, луѓето не ја сваќаат сериозноста на пиењето вода, јадењето свежа храна. И тука велат, ама јас здраво се хранам, еве не јадеме сувомеснати, не јадеме, ама не јадат ни свежо. Значи се оди на она, да, интегрален леп, ваков леп, онаков леп, ама нема свежо. И ништо не си направил со тоа. Нема резултати. Точно и брзата храна е. За брзата храна да не каде брзаме уствари. Тоа сакавме да ве прашаме ваше мислење за брзата храна, бидејќи лесно достапна е, брза е како што и е името. Најбрзо е вкусна овошје е, да се јаде. вкусна е. Најбрзо е овошје да се јаде. Овошјето не бара ни да го готвиш, ни да го динсташ, ни ништо да се зема, евентуално да го излупиш и тоа е тоа. Најбрза храна е тоа. Меѓутоа, што е тоа еве во брзата храна што предизвикува создавање? Создаваат зависност и тоа е намерно така направено за да се таа соодветна храна троши. Да се разбереме, создава зависност. Тоа е концентрирана храна со трансмасти внатре, бел леп има, глутен страшно многу, шекер има, бидејќи шекер се става и во меленото месо, се става и во лебот за да квасецот нели расте, се става и квасец кој што е храна за кандида. Се е тоа мртво внатре, ке се стави некоја декор се става, што ќе рече некој лист марула или некој патлижанче, а внатре пржени компирчиња, месо мелено со внатре, што ли не ставено и таа храна дефинитивно не убива младината, ги убива и возрастните, тие што дат на работа. Исто се приклонети на таа храна, но има тренд веќе во последните година-две, јас што приметувам, значи веќе луѓето внимаваат што јадат на пауза на работа, зборам за вработените. Значи веќе внимаваат, си порачуваат свежа салата, значи некои многу поубави варијанти, поздрави варијанти одбираат за оној ланч тајм 12 часот, или кога прават пауза за да... Можеби затоа што данокот од оваа брза храна полека доаѓа. Така. Па данокот е вака, Хашимото е, да не речам, кај секоја трета девојка, четврта девојка. Автоматски следат прво и хиперинсулинемијата, Хашимотото, полицистични јаници, значи нередовен циклус и потоа комплетно се води до еден организам кој што утре задутре кога треба да во себе има нов живот, да му се роди и да го издржи тој период од 9 месеци не може. Зошто? Организмот примал премногу токсини, отрови со таа храна и не е подготвен нов живот да создаде. Секој втори, трети брак, веќе не знам евиденција точна, инвитро. Немам против да се оди. Но зошто? Треба се превенира. А што се превенира? Превенцијата се прави со здрав начин на живење. Легнување на време, станување на време, движење, исхраната, да не зборувам дека 80% влегува во ова здравото живење. Значи, кога тоа би се сватило сериозно, кога би се учело уште во градинка колку е важна храната, колку треба да се јаде
што да се јаде и како да биде подготвена храната. Да, дома прават манџи жените со запршки. Пржат зетин, трансмасти, значи ставаат брашно, глутен препржен и потоа ставаат тоа истото во манџите, да не зборам манџите редовно со месо и ништо ти не се добил од тоа. Напротив, се добил брза храна во домашни услови. Меѓутоа, еве вие од една страна велите дека всушност забележувате тренд каде што се повеќе луѓе внимаваат што јадат, но од друга страна статистиките покажуваат спротивно дека еве баш во 2017 година лошата исхрана била одговорна за 11 милиони смртни случаи или 22% од регистрираните случаи во светот, споредбено во однос на пушењето кое што било поврзано со 8 милиони смртни случаи. Како да има контрадикторност измеѓу тие два тренда? Значи, јас вака ќе кажам, не може да кажеме ние она што почнува да се внимава. Тоа јас реков година до две приметувам дека има веќе подобрување во смисол на исхраната кај вработените луѓе. Значи веќе и млади брачни парови, уште млади брачни парови, уште не стапиле во брак, доаѓаат, се интересираат како треба да се хранат. Ти знаеш што се на себе награбусиле. Значи тие веќе имаат здравствени проблеми и тие влегуваат во таа бројка на заболени. Се разбираме, но решиле, сега веќе решивме да се храниме здраво. Решивме веќе да менуваме не само за себе, утре за децата што ќе ги имаат, така? Значи, добро е, има некој тренд, затоа што веќе има и многу настапи по медиумите на луѓе што го работат ова што јас го работам, што е многу позитивно, и сепак влага тоа во главата на луѓето таа мисла дека треба нешто за себе да направиме. Треба да пиеме вода. Јас колку наидувам на улица ќе ме сопре некој и ќе ми каже ви благодарам, почев од како рековте за важноста на водата да пијам вода, не знам што. И сега ќе кажат дека приметиле многу подобрување во сопственото здравје затоа што тие некои мали совети ги примиле, како што јас давам совети и мои колеги даваат совети, што е најважно за секојдневието, за нашето здраве, а Бога ми и она што не е здраво. Има одредени работи треба да се исклучат, не треба да постојат како храна. Како например? Ама ние не можеме тоа да го направиме индивидуално и тоа е тоа. Како например кој работи? работи? Како например да речеме да исклучиме сега во однос на подготовката, бидејќи реков, жениве конкретно да исклучат запршката во подготовка на здравата храна дома во домашни услови. Сувомеснатите производи не треба да постојат. Месото е веќе друга приказна и пак ќе речам може еднаш, два пати во неделата тие што сакаат месо. А инаку да бидам искрен и преска нели направивме кус разговор пред емисијата, нас не ни е потребно месото на нашиот организам. Ние тие аминокиселини кои го градат месото ги земаме преку растителната храна вака, без проблем. Но ајде нека стои да речеме некое здраво месо, природно месо, приготвено на здрав начин и така натаму, нека го има. Сувоместото треба да се исклучи. Сите оние трансмасти што се содржат во чипсови, во смокви, во смоки, какви смокви, во смоки, во тие колачи солени, сладки, чипсови, шекери кај што има, а шекер нема каде нема затоа што е конзервант шекерот. Значи, тие храни, јас еве дома не знам што е наполитанка да влегла, или чипс, смоки, ништо од тие преработки и овие готови сокови, те газирани, те негазирани, вода, ова е најважното нешто што треба го пиеме. Ако сакам веќе нешто друго, ке си исцедам некој лимон, портокал. Има сега, фала Богу, и блендери, и соковници добри, ако некој сака нешто такво да пие. Но нема потреба. Ја Дјовоше пи вода, си го постигнало на природното, исконското, што му треба на организмот за да функционира перфектно, како што треба. И јас не би била на овие години со оваа енергија, сепак со овој изглед, да не го практикувам ова што го препорачувам. Години овој пијалок вода е внатре, иначе да се знае црвена е чашата. Водата е навидна сепак, значи тоа е дел од препораките за здрав живот. На нашето здравје. Доктор Батман Хелич, еден од врните светски имиња во областа во која што јас ја работам, инаку хирург, лекар по вокација, напишал книга "Вашето тело не е болно, вашето тело е жедно". Лекувал луѓе, политички затвореници во Ирак со вода. Вода, терапија со вода. А водата не е само орално, како терапија и надворешно, со хидромасажи, и да не говорам минералните води колку се полезни за нашето тело и така натаму.
Но, Господја Динева, кратко е времето се да се Така, каже. така. Да ви кратко е благодариме, времето, да. привршува нашиот термин, се надеваме дека нашите гледачи ќе ги послушаат вашите совети, почесто ќе применуваат да конзумираат здрава храна. И секако да пијат вода. Па секако тоа е мојата мисија да ги натерам луѓето да влезат во возот. Вода, овошје, зеленчук на дневно ниво. И што друго да се јаде, сепак ќе се компензира со овие три нешта. Така. Ви благодариме за денешното гостување. Благодариме за гостувањето. Ние се враќаме пауза, па потоа се враќаме повторно да ги анализираме вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ.